Добар ден, моето име е Марија Коконовска, доаѓам од приватна компанија, сопствена, значи сопственик на Premium Safety Solution, компанија која неодамна започна да делува на македонскиот пазар во делот на безбедноста. Концептот на самата компанија е да понудиме единствено, безбедносно и премиум решение на едно место за сите компании, каде што значи премиум кога зборувам, мислам на квалитет. Затоа што безбедноста е нешто што не може да се прави компромис или можеме да едно да земеме, па друго нема да земеме нели како услуга. Нудиме решенија се она што е потребно една компанија, без разлика дали е мал, среден или голем правен субјект, се што треба од правен аспект да биде покриена, значи законски, и тоа да биде и применливо, односно инсталација на системи за дојава на пожар, понатаму и сервисно одржување на истите, се што треба да бидат покриени вработените на едно место, значи едно комплетно безбедносно решение, така го кажуваме. Делуваме во 8 сегменти на безбедноста и слободно може да кажам да се пофалиме со тоа што сме покриени комплетно со сите овластувања и не работиме со аутсорсинг компании, него ние обслужуваме се. Нашата компанија со оглед на особено сегментот на заштита од пожари, да кажеме, затоа што покрај тоа што делуваме како правен субјект, се приклучуваме кон сите оние и државни институции, како што е Дирекција заштита и спасување, кои што имаат доста сегменти на заштита и превенција од шумски пожари и така натаму. Меѓутоа, во моментов, она што сметам дека е многу битно во контекст на оваа тема и по кое би биле ние препознатливи, се надевам дека веќе нареден месец ќе излезе на видели на тој проект, е дигитализација на сите процеси што ги опфаќа нашето работење. Оние што знаат што се во тесна корелација со проблематикава на здравје и безбедност при работа против пожарна заштита, зборувам од другава страна, не од нашава, односно административно во една компанија кои ги водат тие, да кажам, рокови кога истекуваат и се, знаат дека се соочуваат со голем број на папирологија, односно хартија која не знаеме каде ќе заврши, меѓутоа и прави проблем во следливоста на таа документација, така во моментов работиме на софтверско решение, односно дигитализација на се она што би заменило еден куп хартија, да кажеме. Се уште според закон мора да биде и во хартиена форма, меѓутоа дефинитивно дека идеме кон тоа, доколку тоа функционира како решение, да може да ги замени. Така да сметам дека тука ќе бидеме, мислам сигурно ќе бидеме единствена компанија која ќе понуди такво решение. И од она што сме го направиле како анкета во разговор со нашите сега веќе клиенти, наидовме на позитивен фидбек, односно и олеснување на целокупното работење, а можеби на крај на денов замена на едно цело административно место работно. Па според дејноста што ја обавува нашата компанија, значи не сме, да кажеме, во некоја тесна поврзаност, односно како предизвици, како што кажав, можеби таа трошење на енормно на хартија и со тоа понатаму и загадување или не знам, исто така офаќаме дел сегмент на заштита на животна средина, значи тука нели ги работиме тие проекти. Меѓутоа, како предизвици, да кажеме, во однос на нашата дејност немаме некоја, не знам, што би можела да го истакнам како голем предизвик. Дигитализацијата на нашето решение е предизвик кој не води кон успех, да кажеме, во позитивна конотација предизвик. Да. Да, значи тоа е што предизвикот кој не води да тоа го направиме, да тоа функционира и понатаму да се имплементира можеби во законско решение каде што нема да има потреба
значи се биде во хард копи, него ќе може да биде дигитално и тука би се заштедило и на хартија, и на време, и на продуктивност на сите моменти, така да сметам дека тоа е позитивниот предизвик во моменталното наше работење. Идните насоки се што помалку, нели, кон сите компании, затоа што како што кажав, како сегмент на нашето работење имаме делот заштита на животна средина, така да во тој контекст кога нели ги изработуваме тие акти, односно правиме севкупен план на една нова да кажеме компанија која особено се занимава можеби со складирање на, не знам, на храна или било какви продукти, затоа што ние сме ангажирани од самиот старт, значи од изработка на тие плански документи, односно елаборати и за животна средина и за здравје и безбедност на работа, па и за противпожарна заштита, така да во советување на компаниите за правилно складирање на отпадот, значи тоа го правиме. И советот давно и нели во контекст на законските прописи, процесот на дигитализација на сите процеси кои ги работи нашата компанија, нормално внатре во нашата компанија култура и начин на делување со цел заштита на животната средина и зелената транзиција. Особено интересно и она што сакам да го потенцирам и да го протежирам, можеби еве во други некои работилници, делот на противпожарна заштита се уште се смета како машка професија кај нас. И особено ми е драго што еве нели со помош на вмрежување и повикување и можеби некои инфосесии да кажеме, да ги повикам сите млади да ја препознаат како професија и противпожарен инженер, и стручно лице здравје и безбедност при работа, па и корпоративна безбедност, значи јас сум член и потпредседател на Асоциацијата за корпоративна безбедност, како професии кои пред се се многу општествено одговорни и на крај на денот многу доходовни тука кај нас во Македонија, и да не се обесхрабруваат дека тоа е машка индустрија и само мажи може да успеат. Значи јас на почетоков се соочував 10 години работам веќе, особено во делот на противпожарна заштита, сум и надворешен консултант во дирекција заштита и спасување, во делот на превенција на шумски пожари и имплементација на смарт решенија за автоматско гаснење. Значи имаме еден проект кој го работиме заедно со дирекцијата и на почетокот се соочував со стереотипи каде сега ти женско со нели тука со противпожарна заштита и така натаму, меѓутоа препознав доста потенцијал, како дејност е многу неистражена, има доста фронт за работа. Така да би сакала некоја кратка едукација и идам кон тоа да младиве, значи ја препознаат можноста и полето и фронтот за работа во оваа дејност.